По секојдневната трка со времето се чини вистински луксус да подзабавите и да уживате во мигот. На мојот денешен гостин тоа му успева некако да го балансира. Има ценета и тешка и специфична професија. Доктор анестезиолог е, но има и интересно хоби риболовот. Го поздравувам доктор Никола Шиков. Добар ден, докторе. Добар ден. Добар ден до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Се радувам на вашата покана и на некоја тема која што е различна. До сега сум гостувал во многу емисии поврзани со високостручни теми, тешки теми, медицина. И јас работам во интензивно лекување, работиме со критично болни пациенти кои што се во секој момент на граница помеѓу животот и смртта. И на вашата покана за нешто надвор, нешто за риболов, као моја една, можам да кажам, пасија, хоби, аматерско, затоа што толку имам и време, најчесто сум во интензивната нега. Меѓутоа, слободното време со пријатели, колеги од работа и надвор од работното место, наоѓаме време да пред се да се дружиме, да одиме во природа, за момент да ги заборавиме секојдневните проблеми. Дали риболовот помага за полесно да се справите со стресот? Јас уште од малечок видов дека ми представува едно вистинско задоволство, мир на душава кога сум со пријатели главно, покрај вода, имаме еден мир, сконцентрирани околу уловот или неуловот, плановите што треба да се направи за да можеме да фатиме некоја риба, техники различни, дружење, смеа, нервоза под наводници, меѓутоа на крајот на денот, независно од тоа дали имаме улов или не, сепак можам да кажам дека деновите поминати во заедно со мои блиски пријатели покрај вода се на вистински прекрасно поминат. Ден некој би рекол залудно поминат, меѓутоа за нас е тоа на вистина еден вистински одмор и едно под наводници бегство од секојдневието. Колку често одите на риболов и каде најчесто одите? Слободно време за да бидеш успешен во било која професија или хоби, треба човек да има време. Времето кај нас е ограничено, најчесто се тоа еднодневни излети во кога имаме слободни денови. Се трудиме, значи, да одиме на различни места, понекогаш одиме и на исти во Македонија, одиме по сите езера, Дојранско, Преспанско, Тиквешко езеро. Годинава ќе почнеме на Охридското, затоа што немаше концесионер долги години, ама сега има концесионер. Па сега точно не можам да кажам, ама во април и мај сега воопшто не одиме затоа што има забрана за риболов поради мрестот на рибите, меѓутоа месечно сигурно еднаш до два пати со пријателите што исто имаат истото хоби, се трудиме да направиме едно бегство во природа покрај вода. Велат, рибарите секогаш имаат некоја интересна рибарска приказна. Имате ли вие? Би спомнал две случаи. Едната тогаш во Маврово, кај Леуново, односно кај Никифорово селото, доле има една голема плажа. Беше рано пред изгреј сонце, сам бев тогаш, немав друштво. И ми беше чудно што на плажата имаше големи стапалки. Си викам, ова дали е куче, не е крава, не е. И после во далечина да видов некоја мечка, беше таму рано околу 4:30-5. Само што ја видов, беше до доста големо растојание, си се прибрав назад и се врати во Скопје. Друга исто случка пред некоја година што се случи на Преспанско езеро со пријатели, со чамец. Бевме спремни со мотор на чамецот, со весла. Бевме негде оддалечени околу 200-300 метри од крај брежјето. Почна да дува ветер и викам ајде да се прибираме за да не се случи да не потонеме со чамецот. Ни откажа моторот, почнавме со весло. Прво се скрши едното весло, па се скрши и другото весло и на крај успеавме со помош на рацете чамецот полека да го
да го доведеме до крајбрежјето и успеавме да излезем. Беше малце под адреналин целото таа ситуација, ама ете, можам да кажам, речиси секој пат кога одиме, се случува по нешто. Благодарам за разговорот. Благодарам на вас.